Добро утро. Една од најголемите проблеми со кои може да се соочат земјоделците, особено овоштарите, освен непогода или невреме со град и силен ветар, е исто така мраз во април, односно во период кога цветаат дрвата. Ова утро да си кажеме на оваа тема, но и генерално за состојбите во македонското овоштарство и како да се подобри кризата, како да се излезе од кризата и како државата да им помогне повеќе на производителите на овоше, да си кажеме со професорот Тошо Арсов. Добро утро, професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Инаку и на гледачите. Продекан за наука, соработка со стопанството и развој на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професоре, снег во април, односно најава и за минусни температури, што ќе значи тоа за производството на овошје во Македонија? За жал, како што спомнавте, ќе разговараме на нешто што ние овоштарите не го сакаме. Посебно кога ќе се појави снег во комбинација со ниски температури, кои што се во најава. Во овој период веќе овошките најголем дел се наоѓаат во фенофазите, кои што се доста осетливи. Цвет? Па, вака велиме, во зависност од овошниот вид, фенофазата цветање, дури некојаш и да не е почната, за некои овошни видови е страшно штом тргнала вегетацијата. Посебно температурите кои ќе дојдат под нулата. Кои се најчувствителни? Праските и кесиите? Праските и кесиите секогаш ги спомнуваме како најчувствителни, бидејќи релативно рано цветаат и најчесто се наоѓаат во пред 2 недели, мислам дека имавме веќе негативни температури кои што направија доста значајни штети кај праската. Значи веќе имаме штети и пред овој студен и пред овој мраз. Тоаш имаше слани, ниски температури. Можеби делумно во некои локации имаше останато дел од кајсијата и дел од праската, но сега веќе и останатите овошни видови веќе тргнаа со вегетација, веќе и крушата се наоѓа во фенофаза на цветање. Јаболкото е веќе почнато со фенофазата розе папка, дури некаде можеби подотворени. Тие се така овошки кои што се малку поотпорни. Од друга страна, и оние често велиме оревот се уште само што почнал да се развива, за цветање рано, но и самиот почеток на вегетацијата, кај него со температури од -2, -3 може да направат многу големи штети. Вака од око теоретски кажано, од ова што го видовте ова утро, значи видовме во текот на вчерашниот ден многу македонски градови дури создадоа и бела покривка, значи снегот не само што падна, туку и се задржа. На повеќе места падна и на пониска надморска височина од онаа што беше најавена од метеопрогнозерите. На прв поглед и на прва оценка, што ќе значи ова? Јас бидејќи најавите за минусни температури се доправа дека утре и задутре ќе. Живеам во близина на Скопје, во Сопиште, на некои си околу 500 метри надморска висина. Имавме вчера цел ден снег, а во дворот имам доста од овошките и цело време ги следев. Имавме доста снег. Ја следев температурата и на повисоко и на пониско, имам максимално минимални термометри поставено во овошките. За среќа, горе во Сопиште, ноќеска температурата не падна под нула. Иако имаше снег, на нас со снег знаеме, она што ви го реков, снегот не е толку страшен, страшни се доколку се стопи снегот, доколку се изјасни времето, односно велиме се расчисти облачноста и тогаш имаме голема радиација, температура, ладење на почвата, ладење на предметите. Такви се најавите впрочем за ноќеска и за наредната температурите минуси до 10. Доколку се случи да температурите дојдат до -10, кај да и да е. Иако според наши сознанија и според она што го знаеме од теренот, можеби јаболкото е се уште во фенофаза која што е така поотпорно, но -10 веќе знае да направи и таму можеби не целосни, но значајни штети. Значи снегот што падна во текот на вчерашниот ден не е толку страшен и опасен колку што тоа може да го сторат минусните температури во текот на наредното деноноќие, особено за повреда на плодовите и пупките и цветовите. Така. Значи снегот директно ќе помогне. Индиректно велиме, индиректно е снегот бидејќи всушност ќе ги донесе ниските температури.
Кога имате снег, Така. се уште велиме, штом планините се со снег, може да дојдат и ниските температури од некаде, да се спуштат. Добро, но ова не е невообичаено за Македонија, се случува низ годините назад или не? Не сме имали одамна вакво нешто. Мора да сме свесни за климатските промени. Настанаа климатски промени, значајни, кои што делуваат и дека лошо врз целото земјоделско производство. Дали со високи температури или со појава на вакви екстремни, ниски температури, слани, мразеви, снег, во периодот кој што не е карактеристичен. Еве можам да се присетам вака низ годините дека во 2020-та, токму онаа пандемиска карантинска година, на 1 април паѓаше снег исто така и се задржа и во Скопје дури. Потоа побрзо се расчисти, не се сеќавам на некои минусни температури, меѓутоа еве низ годиниве назад, каква е состојбата кога станува збор за ваквите штети што ги прават климатските промени, односно ниски температури на пролет? Појавата на ниски температури и измрзнување на дел од овошјето, воопшто секогаш сме го учеле како можност во услови на Македонија, посебно велиме кај сијата. Меѓутоа, учевме, велиме, во десетина години може да се случат 2 до 3 години да имате измрзнување, така го учевме ние, или 1 до 2, но последно време се појавуваат многу почесто. Така да Јас не се сеќавам дека минатите години имавме нешто такво. Минатата година немаше измрзнување, меѓутоа велиме се појавува многу почесто. Значи имаше пак 2-3 години кои што имаше род, но 2000, освен пандемијата, велите за снегот, тогаш и не направи толку страшно. 2017, 2018, 2019, 2-3 години поред имаше многу изразено ниски температури, и тоа дури во Преспанскиот регион, така да имаше дури и јаболкото, ние велиме, ако јаболкото измрзнало, тогаш навистина биле многу ниски температури. И што значи тоа за приносите и за финансиската загуба за земјоделците, за овоштарите кои произведуваат, например, еве, ако станува збор за јаболките, нели произведуваме меѓу 60.000 и 100.000 тони годишно во зависност од годината. Точно ми е бројката, малку статистиката? малку е повисока, знае да падне и до толку, да, имаме и такви податоци, кога некојаш имало и толку малку, меѓутоа знаеме и да сме имали 200.000. 200.000 тони годишно. Да, да. Што во добра година ако имаме 200.000 тони јаболка годишно производство, оваа година поради овие минусни температури и ова што се случува сега, што би значило тоа? Преполовување на родот? Не сакам да прогнозирам за утре и за утре. Не сакам да прогнозирам, и вчера реков на многу пријатели се да се надеваме дека метеоролозите ќе бидат во грешка, дека може да не дојде температурата до -10. Ако дојде до -10, веќе ќе направи не преполувување, дури и полошо може да се случи. Дали освен намалување на приносот ќе биде и плодот поинаков, нема да биде таков каков што треба, и оние јаболки што ќе родат и што ќе израснат и што ќе се наберат и што ќе се јадат или извезат, ќе бидат понеквалитетни, помали и по форма и по сочност и по квалитет отколку во нормална година, ако не се случи студот. Студот и ниските температури или предизвикуваат. Знаете, ако немате ембриони, плодовите паѓаат. Така? Ако паднат плодови, ако имате ембриони, тогаш ќе остане плодот. Сега, во некои случаеви, некогаш кога температурата не е толку ризична, посебно кај стодуку заврзани плодчиња или нешто пред цветање, доколку се користат стимулатори, велиме одредени стимулатори, биорегулатори, да не бидеме погрешно разбрани, како што е гиберелинската киселина, таа може да предизвика задржување на плодовите иако нема ембриони. Во такви случаеви може да имаме мала деформација на плодовите, да не бидат баш Сега зборуваме за превентивни мерки. За превентивни мерки, па да бидат плодовите поразлични. Инаку ако имаме толку страшни ниски температури, тогаш немаме плодови. Деформирани плодови и такви промени на квалитетот на плодовите најчесто е заради град, заради оштетување на плодовите, или пак во една од годините 17-та, мислам дека беше, се јавија ниските температури со ветер на веќе заврзани плодчиња, тоа беше дури некаде во мај месец, па тогаш од ниските температури одредена дел од плодот беше
Така, ожеготини од оштетени. ниски температури, велиме, ожеготини од ниски температури, тогаш имавме деформирани плодови. Инаку, од вакви Во ред веќе го отворивте прашањето за превенција. Климатските промени не се само наш ексклузивитет, тоа зафатена е цела планета впрочем од тоа. Како поразвиените земјоделски држави, поразвиените земји кои имаат современо овоштарство, го штитат сопственото производство од ниски температури. Веројатно има нешто да се превземе, еве кога метеоролозите предупредуваат дека ноќеска и ноќта потоа може да бидат температурите во минус и тоа до 10, има ли нешто што може да се превземе? Често на оние социјални мрежи ќе видите ќе споделат најразлични видеа, најразлични фотографии, на кој начин во светот се работи, она што ние сме го учеле и каде можеме да делуваме. Секогаш велиме, постојат директни и индиректни мерки во заштитата од климатските промени. Што можат сега луѓето што не гледаат, веќе за во конкретен случај станува збор за директни мерки што можеме директно да се превземаат, доколку имаме ниски температури слани. Најчесто овоштарите превземаат мерки со зачадување, она што можат да го преземат во моментот, со зачадување на овошките во утринските часови, доколку е поставен систем против мраз на принципот на вода, тогаш меѓутоа тоа поретко го има или пак еве индивидуалци сега ме прашуваат дури индивидуалци што да правиме бидејќи често на тој начин може да се успее. Да, и пријателите што ви се јавиле? Да. Кој е советот за тие индивидуални производители на овошки? Доколку температурата не биде така страшна, како што беше минатиот пред две недели, со вода се успеваше да се, значи вклучување на водата, знаете што е целта? Целта е да пред да дојде до отопување бидејќи постепено да се размрзнат плодовите, за да водата што е кристализирана, кристалите, не направат оштетување внатре на клеточните ѕидови, тогаш можете да спасите нешто. Значи, кога ќе изгрее сонцето, наеднаш доаѓа до затоплување, кревање на температурата и вие таа вода не успева да се врати внатре, кристалите ги оштетиле клеточните ձидови, постанува течење на ако температурите бидат такви какви што ги прогнозираат метеоролозите? Мислам дека нема да постои некоја од овие сега во моментот. Значи првин вака, ако погледнете некаде има греење со топови, со топол воздух. Меѓутоа, колку време може да греете? Потоа, кога станува збор за инверзија на воздухот, ако е таков мразот, дури постојат вентилатори кои што би го мешале воздухот, велиме во светски современи овоштарници, каде што се мешат воздухот, бидејќи некогаш ладниот воздух е долу, топлиот е погоре, па се меша воздухот за да се намали можноста од измрзнување. Потоа, заштитата од град мрежите, што се како заштита од град, некогаш може да заштитат во радиацијата, ако се постават и се спуштат сега, и ако не се спуштени во такви овоштарници, може делумно да се намали радиацијата. Знаете, сега ноќеска ќе дојде до оладување на почвата. Некакво покривање механичко? Покривање, тоа се со мрежи кои што се покриваат против град, меѓутоа тука ќе задржат малку и од ќе може да влијаат малку и врз ова. Ве прашаве, делумно ми одговоривте, поразвиените земји како тоа го прават? Со топови? Значи постојат вентилатори за мешање, велиме некојаш дури и хеликоптери огромни кои што го мешале, така сме нашите професори ни кажувале. Потоа загревање со топол воздух, спроведување на палење на најразлични плински уреди. Какви мерки преземаат нашите поголеми производствени капацитети? Например, се тоа индивидуални производители, меѓутоа оние што се поголеми производители, позначителни, како? Освен оние што имаат мрежи за против град, па сега што ќе ги спуштат, и зачадувањето и палењето на различни предмети со цел да се зачади, да се затопли воздухот. Мислам дека неколку мали овоштарници имаат такви системи против мраз на принципот на вода, она што ви кажував, најчесто тоа индивидуално се спроведува, бидејќи всушност треба да имате големо количество на вода поставене
посебни распрскувачи на висина над круната на овошката, која што се вклучува пред да најчесто околу 4-5 часот наутро, кога е најниската температура, тоа се вклучува и треба да работат се до отопување на мразот, бидејќи се појават и мразолци. Она што го спомнавте со киселина или тоа е превентивно? Гиберелинската киселина како стимулатор би се користила доколку ниските температури делуваат да плодовите, за да не бидат отфрлени плодовите. Тоа кога може да се... Најчесто, баш вчера разговарав со еден собственик на насад од круши, ти се препознае кој е, баш да разговараше, вели професоре, дали утре, викам или утре или заутре ќе видиме што ќе се случува, за да бидејќи крушата веќе му е во фенофаза на цветање и прецветување кај него, се наоѓа во потопол дел од Македонија, ќе може да се искористи како стимуланс за да не бидат отфрлени плодовите. Но тоа е веќе во одредена фенофаза и да се користи само во одредени случаи, да може да помогне да задржа одредени плодови. Добро, професоре, оваа година за жал и студот негативно ќе влијае врз приносите на овошје. Меѓутоа, генерално низ годиниве забележан е пат на производството на овошје, намалување на површините под насад, односно засадени како овоштарници, и генерално пат на извозот и раст на увозот на храна. За жал, Македонија како земјоделска земја со прекрасни климатски и извонредни услови за производство, се повеќе увезува и троши многу пари за увоз на храна и станува увозно зависна од храна, наместо да произведуваме сами. Студото е оваа година. Зошто низ години од осамостојувањето наваму се намалува производството, обемот на производство на овошје? За жал морам да констатирам дека сте во право, бидејќи навистина, иако имавме значајно земјоделско производство, се повеќе стануваме увозно зависна во однос на храната. Зошто јадеме јаболки од Србија и од Турција наместо наши преспански? Во однос на, конкретното прашање со јаболкото. Можеби ние имаме производство како количина од јаболко. Кога ја рангираме Македонија по производство по глава на жител, ние сме на високо, релативно повисоко место, близко до Италија, близко до тие држави. Но, како количина е мала, но како потреби за нас е доволно. Но всушност, ние најголемиот дел го извезуваме, бидејќи произведуваме и понатаму чувањето и доработката на плодовите не е толку развиено. Освен како сортна карактеристика, што ја имаме, најзначајна е сорт Ајдарет кај нас. Само и таа ја правиме. Најголем дел таа, во поново време веќе се доаѓа и до нови сорти, нови насади. Може би тука, во однос на тој дел, за да сортиментот, чувањето и така натаму, би можело субвенционирањето да помогне, она што го велевте како државата, да помогне, да, секој треба да добие одредена поддршка од државата, но оние кои што се трудат да идат на современо производство, на осовременување на производството, на современи системи, на густо садење, на нови сорти, да добиваат можеби и повисоки субвенции. За 2024 не најдов податок, не знам дали е излезен, веројатно треба на крајот на март да го имаме и тој податок, меѓутоа за 2024, за годината претходно, голем пат на извозот на овошје од Македонија, тоа 26% во милиони евра како извоз во пари, а кога станува збор за производство во количина, уште поголем е падот, односно не, 26 е кога станува збор за количество, а 11,5 кога станува збор за сума во милиони евра. За среќа македонското овошје не видов податок дека го извезуваме и во САД, па сега дополнително да бидеме под удар поради санкциите што ги воведе Белата куќа под Трамп. 40 странски пазари ги снабдуваме со наше овошје, најголем дел оди во Србија, Русија, земји од Европската унија и од Источна Европа, меѓутоа за САД не најдов податок. Значи, статистиката е поразувачка, поразителна. Поразителна е, така е. Зошто толку ни паѓа извозот? Еве, самото производство на праска, ако погледнеме, толку се намали производството на праска, оние големи производители, комбинати или не е битно како ќе ги наречеме, скоро и да немаат производство на праска, кое што се извезуваше.
Да речеме се намали производство на праска. Ние освен Зошто се намали? Наједноставното објаснување кое е? Често ќе речат нестабилните цени. Можеби и тука се во право производителите, бидејќи посебно производителите, бидејќи варирањето на цената доста е значајна, односно некоја година ќе имате производство, а цената е многу ниска, односно препродавачите, трговците. Можеби ова што го почна владата да го размислува и да го разговараат за фер трговски практики, за воведување на ограничување на маржите и при извоз се значајни, кои што можат да помогнат во стабилизацијата на цените на земјоделските производи, па и на овоштарските производи. Кога ќе имаме стабилни цени, кога ќе знаат каде се и кога ќе има, пак да се вратиме на поддршка за современо производство, воведување на нови сорти, нови системи, овие заштита од вакви екстремни, можност за заштита од екстреми, од ниски температури, од град, се тоа ќе помогне да се пак вратиме и да го зголемиме. Видов еден податок дека Турција урива рекорди. Од година во година го зголемува извозот на земјоделски производи, особено на овошје. И го преплавува не само Балканот, туку на секаде се извезува турското овошје. Зошто не можеме да го следиме примерот на Турција? Велите стабилизација на цените и модернизација. Кога ќе се каже модернизација, широк поиме тоа. Кој треба да ја направи таа модернизација? Индивидуалните производители со помош на државата? Имаме ли ние стратегија што ја следиме или само е тоа пишан план на хартија што не се спроведува и не се стратегија за развој на земјоделството низ години? Стратегија на хартија, како што кажавте, се изготват на одреден период и ги има, постојат. Можеби директна примена на истата и користење на истата и препораките од истата, имаме варирање од една во друга година, од една до друга влада, од една до друга. Тоа повеќе нели некојаш, но меѓу другото, онаа стратегија за зачување на земјоделското земјиште, за производство на храна, е скоро да не се внимава. Добро, укажувате ли вие Укажуваме на дека оваа неусогласеност на политиките е погубна и дека ова што ни се случува со намалувањето на обемот на производство е резултат меѓу другото и на тоа, на неусогласеноста на политиката, велите една влада вака, една така, без разлика на тоа што го предвидела стратегијата. Или подиректно ве прашам, ве прашуваат ли надлежните? Бараат ли мислење од Факултетот за земјоделски науки и храна? Еве, Институт за овоштарство сте вие, ве прашували министерот за земјоделство што треба да направи, како треба да направи? Да, добиваме. Од секој знаел да контактира со институциите, посебно кога имаат потреба и можности да не слушаат, велат, ве слушаме, меѓутоа некојаш високите политики се повисоки од она што некојаш ние сметаме дека не треба, така најчесто тоа се слуша во позадина. Конкретно, еве, за последните 25 години, ако тргневте меѓу Горно и Долно Лисиче, целиот тој простор беше најголем дел праски, кајси и градинарство. За да се обезбеди храна за Скопје. Целиот тој простор сега е изграден на добрата почва, на алувиналната почва, е индустријска зона, изграден со најразлични објекти, плацеви и така натаму. Дали е тоа во Турција не се дозволува? Уште еден пример, ја спомнавте Турција. Во однос на оревот, неколку пати сум бил во земјоделието во Турција, во однос на оревот, тие имаат површина од 200 хектари. Државата, државно земјиште. Првин правеа елаборат комплетен за таа површина од институција која што е соодветна, факултет или институт, која што вели ова површина е соодветна за одгледување на овошен вид орев, таа и таа сорта, на тој и тој систем, и сите ќе ја разделиме на парчиња по 5 хектари, ќе се појават поединци, ќе ја земат на закуп, и тоа сите ќе засадат орев и кога ќе продаваат ореви, плодови. Имаше разлика меѓу поединците, но сепак во глобала беше исто. Кај нас првин се дава на закуп, имаше случаеви 200 хектари ги земал за ореви. Кога отидовме да правиме анализа дали навистина му одговара површината за ореви, излезе дека од тие 200 хектари само една
четвртина или една петина беше соодветна за ориви. Другото не беше соодветно. Професор, имаме уште многу теми за разговор, меѓутоа затоа и времето јас ни не брзам достига. побрзо И затоа како заклучок, значи имаме низок степен на механизација и модернизација. Имаме проблеми со агротехниката. Имаме ниска ефикасност, искористеност на земјоделските површини. Еве, кажувате и сами, како одеше пренамената низ годините на земјоделско земјиште во градежно земјиште. Имаме неусогласени политики и отсуство на една стратегија што ќе се следи. Колку време би ни требало ако актуелните креатори на политика почнат да делуваат како што вели теоријата, да се вратиме барем на старите патеки кога имаше планско производство во 90-тите години или кога можевме да произведеме храна доволно за нашите потреби. Колку време треба да мине? Овоштарството е нешто што се инвестира и најмалку 3 до 4 години во најбрзи случаеви од подигање до прородување. Така да сите тие политики најминимално треба да траат и да се од 3 години па до 5-6 години за да нешто се врати таму кај што било, односно биде во позитива. Професоре Арсов, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Еве, нека останат други дилеми за следен разговор и ваше следно гостување. Ви благодарам. Да се надеваме. Да, ќе имаме можност. Почитувани, тоа беше Тошо Арсов, универзитетски професор од Факултетот за земјоделски науки и храна, продекан за наука, соработка со стопанството и развој.